Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Покаченото ниво на триглицеридите и холестеролот, односно на мастите во крвта, е најголемиот ризик фактор за појава на кардиоваскуларни болести, односно болести на срцето и крвните садови. Ризик поголем дури од покачениот крвен притисок и изголеменото ниво на шеќер во крвта. Па како се решава овој проблем? Дали со промена на начинот на исхрана и зголемена физичка активност може да се регулираат овие параметри? Младите луѓе се советували да пијат медикаменти, односно статини, за намалување на холестеролот и триглицеридите, доколку од овој проблем страдаат во младите години. За сето ова детално од разговорот кој што денеска е во студиото на Телма, а тоа е доктор Антонио Антовски, специјалист интерни, субспецијалист кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Започуваме веднаш по рекламите. Денеска во Телма амбуланта зборуваме за покачените масти во крвта, за холестеролот и триглицеридите со доктор Антонио Антовски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. За некој да добие диагноза покачени масти во крвта, со што треба всушност да има проблем? Кои параметри треба да бидат изместени? Дали треба да биде покачен само вкупниот холестерол или пак мора да бидат покачени триглицеридите? Ода или ова во комплет? Обично збориме за зголемен вкупен холестерол во крвта. Барем во популацијата се забораваат триглицеридите, тоа е дел, фракција од мастите, која што е фактички најзастапена во маста што ја внесуваме преку исхраната. Во нашите црева се врши ресорбција, трансформација на мастите, па тие се пренесуваат во крвта. Вкупниот холестерол има две главни фракции, што треба да ги објаснам за да им биде јасно на гледачите. Холестерол со ниска густина, кој што велиме дека е штетен холестерол. Ниската густина прави да холестеролот што циркулира низ крвта може да се таложи во крвните садови, да се создаваат наслаги, така наречени атероми, и со зголемувањето на атеромите настанува процес на артериосклероза, односно менување на крвните садови, нивно стеснување и можеби и комплетно запушување. Холестеролот со висока густина е така наречениот добар холестерол. Зашто? Затоа што тој го чисти холестеролот од крвта, го носи во јетрата, од каде понатаму се елиминира. Значи, затоа инсистираме, кога се проверува профилот на мастите, да не го проверуваме само вкупниот холестерол, туку соодносот на добриот и лошиот холестерол. Доколку е зголемен добриот холестерол, а е намален лошиот, постои ли проблем? Не, тоа е нешто што го посакуваме. Велиме дека тогаш пациентот не е со ризик за артериосклероза, а со тоа се намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања. За жал, фактите зборат поинаку. 75% значи од популацијата, еве од сите нас што се движиме, секојдневно живееме, имаме нерегулирани масти. Грубо, полесно за памтење, 1/3 од сите нас имаме зголемени вредности на лошиот холестерол или вкупниот холестерол. 1/3 грубо имаме зголемени вредности на триглицеридите. Намерно се изразувам во заокружени бројки заради полесно да се добие представа за проблемот. Значи, ние имаме 75% од популацијата кој што има актуелен постоечки проблем за кој, за жал, или не сме свесни, или сме свесни, ама велиме, добро, можеби не сме ние тие што ќе имаме проблем. Го игнорираме и се надеваме на добар исход. И велиме, може нема ние да бидеме тие што ќе доживееме срцев инфаркт или мозочен удар или некоја друга манифестација на кардиоваскуларно заболување. Но за жал, фактите се поинакви. Еве, Соединетите Американски држави ги земат за пример, пошто имаат прецизна статистика. Они велат дека 50% од адултната популација, пазете, адултна е тој што има повеќе од 18 години.
имаат некое кардиоваскуларно заболување. Значи, збориме за еден проблем, реален, светски, а од друга страна знаеме дека кардиоваскуларните заболувања се број 1 причина за смртност во светот. Не само за смртност, и за инвалидност. Значи, за нарушен квалитет на живот. Докторе, дали покачените масти во крвта се сами по себе ризик фактор или потребно да има и некој воспалителен процес за да дојде до артериосклероза, односно до стеснување на крвните садови или и нивното ложење, или во секој случај ќе се наталожат кога е зголемена нивната концентрација? Мастите сами по себе се ризик фактор. Ризик фактор, како што спомнавте, број 1 за развој на артериосклерозата. Тие доведуваат до воспаление на крвните садови, со што создаваат услови за активирање на бројни процеси, слепување на тромбоцитите, тоа се белите крвни клетки што циркулираат во крвта, па создавање на згручување на крвта и друга една низа на реакции кои што неповолно делуваат на организмот. Кога тоа ќе се спои со дополнителен ризик фактор, како што е, например, зголемениот крвен притисок, математиката е сосема поинаква, за жал. Ако имаме 10% ризик фактор зголемени масти, 10% зголемен крвен притисок, вкупниот ризик фактор за развој на кардиоваскуларно заболување се зголемува за 40%. Значи немаме ние просто 1,2. Ако на тоа се додаде друг ризик фактор, например зголемен шеќер во крвта или начин на живот кај што нема физичка активност. Само ги набројувам. Пушењето. Пушењето е страшно голем ризик фактор за артериосклероза. Неумерен внес на алкохол. Еве сега ќе го спомнам кафето. Кафето е реално секојдневие на малтене сите. А кафето е фактор кој што влијае, кој што го зголемува тој лошиот холестерол со ниска густина. Некои студии велат и кафето е добро, да, така што сега ние можеме да ставовите. дебатираме, па да кажеме филтрираното кафе, кое што е подобро филтрирано, има помалку штетен ефект. Цигарите, не знам, сега имаме електронски цигари, кај што е бил чист никотин, јас слушам од колегите, пошто не пушам, немало катрани, немало... Во цигарите има 6000 хемикалии, кои што сега ги нема во електронските цигари. Меѓутоа, фактот е дека никотинот, чистиот никотин, го зголемува лошиот холестерол. Така да ние може само да ги затвараме очите и да бегаме од вистината. Од реалноста. Реалноста е таа. А дали исхраната сама по себе може драматично да го зголеми нивото на холестерол во крвта? Или сепак треба некоја генетска предиспозиција да имаме за тоа? Има, значи, таа фамилиарна оптеретена, што се вика, за зголемени масти во крвта, како холестеролот, во мал процент. Значи, доминантен фактор во настанокот на високите масти во крвта е начинот на живот. Исхраната е еден фактор. Колку внесуваме, толку се ресорбира. Затоа и сега развојот на медикаментите оди во тој правец, што се создадува медикаменти кои ја спречуваат сега апсорбцијата на мастите од цревата. Зашто е тоа така? Затоа што сакаме да продолжиме да јадеме масти. Тука е проблемот. Сите масти се проблематични или пак само одреден тип на масти? Мастите, холестеролот со ниска густина е проблематичниот. Триглицеридите исто така. Затоа ќе се повторам. Со висока густина холестеролот е корисен, бидејќи он има функција да ги отстранува мастите, холестеролот од крвта, за да не се создадат услови да се таложат на крвните садови. Кога одбираме нешто да ставиме на менито и сакаме да внимаваме на мастите во крвта, што треба да внесеме, што да исфрлиме? Че треба да внимаваме во составот што пишува. Дали имаме заситени или незаситени масти. Заситените масти се штетни. Незаситените масти се тие кои што треба да се преферираат во оброкот. Речи си секаде, докторе, има заситените масти. Да, ама затоа велиме медитеранската исхрана, која што е богата со морски плодови, со риба,
со зеленчук, со овоше, е таа што се препорачува затоа што не е штетна за крвните садови. Логично, црвеното месо е тоа што има заситени масти кои што допринесува нивото на мастите во крвта да се зголемува. Така, пецивата, Путерот, така, што има маргарини. Пецивата, убаво ги спомнавте, пецивата, јаглените хидрати. Тоа е моментот што го забораваме или не сме свесни. Шекерите, кога ги консумираме, во организмот се користат за енергија. Се што е одвишок, повеќе од што ни треба, организмот го трансформира во масти. Го трансформира во триглицериди и го депонира во масното ткиво. Значи шекерите може да создадат високо ниво на масти во крвта. Лошиот холестерол. Значи зголемен днес на шекери, независно, кога велам шекер, не мислам само на тоа што е сладко, значи белиот леп е шекер. Тоа се јаглени хидрати, скроп. Затоа и се препорачува да се користи пецива, односно леп од цело зрно. Зашто од цело зрно? Тука има скроп, меѓутоа има и билни влакна. Билните влакна се тие кои што помагаат да се намалува нивото на мастите во крвта. Например, овесот, јачменот, тоа е нешто што во нашата исхрана, како да кажам, се гледа со подценување. А овесот е број 1 за намалување на холестеролот. Официјално препорачан од сите кардиолошки здруженија, асоциации во светот. Значи почесто овес, но овес во зрно или можеме и овесни снеголки? Значи овесните снеголки исто се корисни. Зрното пак ќе се повторам е покорисно заради сите тие слоеви на влакна кои што помагаат во отстранувањето на мастите. Докторе, што ако нивото на холестерол е малку над горната граница? А сме убедени дека се храниме релативно здраво и живееме здрав начин на живот. Може ли едноставно нашиот организам да е предодреден на така благо повисоко ниво и да на холестерол? Можно е тоа или не е баш така? Сега тоа е проблемот што пристапот е секогаш индивидуален. Значи, ајде да дефинираме што е тоа лесно зголемен холестерол во крвта. Малку над горната граница. Одлично, самите кажавте. Значи имаме граници кои што велиме дека се избрани како референтни. Па имаме долна, имаме горна граница. И велиме дека 95% луѓето се наоѓаат тука. Што е проблемот? Проблемот што тие референтни вредности се пресметани за луѓе кои што се здрави, кои што немаат проблем. Значи, ако некој има зголемен крвен притисок, за него се менува целиот концепт. Веќе тие не се нормални вредности на масти кај него. Притисок и масти заедно, ризикот расте многу пати. Не еднаш, многу пати. Значи, тоа веќе не важи за тој. А ако има изголемен шекер, ако пуши, значи тие вредности драматично се менуваат. Па сега е вака, да видам ориентационо, да се најдат нашите гледачи. Велиме дека ако имаме тој штетниот холестерол со ниска густина, ако треба да ни биде помало 2, велиме дека тогаш не сме со ризик. Вкупниот холестерол да ни е помало 4. Тој корисниот холестерол со висока густина да биде поголем од 1. Значи, тука може да се сложиме дека ако ги имаме тие вредности на мастите, не сме во ризик. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа е индивидуално. Така. Индивидуално. Ако некој има прележано инфаркт, удар, срцев удар, кај него вредностите ќе бараме да видат уште тоа е можно подоле. Да, за тоа се чудат, вела добив нормални вредности во лабораториските анализи, од мене се бара да ги намалам. Па тука е грешката. Грешката е што нашите пациенти не се информирани. Не се соодветно обавестени за проблемот што го имаат. И јас како интервентен кардиолог стентирам и млади луѓе. Да не сакам никого да исплашам, меѓутоа доаѓаат пациенти со инфаркт со 30 години, со промени на крвните садови, каде што вградувам стентови.
и сега велиме дека тој човек е млад. Прашањето е откако ќе помине кризата, а добро, докторе, сега да имам ли ја ризик повторно да добијам инфаркт? Вистината е дека 2 од 5 пациенти со прележан инфаркт во наредните 5 до 10 години ќе имаат нов инфаркт. Зашто е тоа така? Затоа што ризик факторите, причините кои што довеле до инфарктот, се уште постојат. Значи, тие не исчезнаа. И сега пациентот ми вика, дали јас треба да сменам начин на исхрана, начин на живот, или доволно е да пијам лекови. Апсолутно. Значи, мора да се прилагоди исхраната, да се намали внес на заситени масти, да се зголеми внес на билни влакна, овошје, на незаситени масни. Треба движење, физичка активност. Сега нормално се постава прашање колку во која мерка. Пак, што советувате? Колку и во која Значи, мерка? препораките се барем 20 до 30 минути во денот. Збориме за активност. Доволно ако одиме пешки на работа? Во рете, пешачење е сосема доволно. Меѓутоа, да биде пешачење каде што ќе осетиме замор. Да почувствуваме дека ќе се раздвижи циркулацијата, дека ќе забрза срцето. Значи, да биде тоа пешачење што ќе предизвика активно срцева, мобилизирање, работа, зголемен проток на крвта. Не мора да биде тоа вежбање во посебна просторија или не знам што. Самите рековте, пешачење, одење по скали, работа во градина. Тоа се сосема доволни физички активности. Меѓутоа, треба да бидат застапени, присутни секојдневно. А дали нормалните вредности на холестеролот и триглицеридите се поинакви кај повозрастните, постарите лица? Кај нив е нормално да биде малку покачан или не? Не, видете сега. Секој од нас треба да во најмала рака со својот матичен доктор да поразговара и да провери дали има зголемен ризик у наредните 10 години од кардиоваскуларен настан, поголем. Се мисли на мозочен удар, срцев инфаркт. Тоа се калкулира, се пресметува врз основа на неколку критериуми. Ќе ги повторам. Дали имаме зголемен крвен притисок? Дали пушиме? Дали имаме зголемени вредности на холестеролот? Дали сме физички активни? Или имаме стил на живот кој што значи седечки. Дали имаме некое друго заболување, како што е, например, зголемен шекер во крвта, проблеми со тиреоидната жлезда, проблеми со црниот дроб. Зашто? Црниот дроб е лабораторија, преку него се одвива метаболизмот на мастите. Ако имаме болест на јетрата, автоматски имаме проблем со метаболизмот на мастите. Ги набројувам сите овие работи за да сватиме дека е многу комплексно, дека секој треба поединечно да биде проценет кој му е ризикот и према тоа да се прилагоди начинот на живот и дали да се почне со терапија, медикаментна терапија. Тоа е најчестото прашање, барем мене што ми го поставуваат пациентите. Дали да се почне и кога да се почне. Пробувате, предпоставам на почеток, со промена на исхраната и животниот стил да се реши проблемот? Тоа ви е првиот чекор? Начинот на живот и исхраната е секогаш еден од чекорите. Значи, тој не може да биде заобиколен. Меѓутоа, прашањето е дали е доволен или дали да чекаме пред да почнеме со медикаментна терапија. Бидејќи многу не сака да зима таа медикаментозна терапија. Статините, вела тоа е доживотна терапија, може да има несакани ефекти. Колку време обично им давате на пациентите да видите дали со промена на исхраната ќе има подобрување? Месец, Одговорот е едноставен. Прашањето е во колкава мера треба да ги намалиме мастите. Ако пациентот е со ризик од настан, велиме висок ризик. Што значи висок ризик? Тоа значи дека има некое веќе постоечко кардиоваскуларно заболување, например имал инфаркт. Има шекер, има зголемен крвен притисок.
тој пациент не може да помине само со промена на начинот на живот. Зашто? Затоа што со промена на начинот на исхрана, со физичка активност, ние мастите може да ги намалиме 10 до 15% од неговата актуелна вредност. Сега, ако ние сакаме дека велиме да штетниот холестерол треба да ни биде единица, а пациентот има вредност на штетниот холестерол 3,5. Кај сме ние од тоа каде сме во моментот и кај сакаме да стигнеме? Значи да, ќе му речеме да го промени начинот на живот на исхрана, меѓутоа ќе почне одма со лекови. Значи губење секој ден без терапија го оставаме со ризик од нов настан. Така. Затоа ви велам, ние можеме да манипулираме со бројките, еве на гледачите да им даваме бројки, меѓутоа проблемот е што тие општи бројки не важат за сите. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Телефонскиот број на кој можете да не добиете 02 3076 677. Ги споменавте ја споменавте медикаментозната терапија. Дали таа секогаш вклучува само статини? Тие се општо познати меѓу народот, или пак има уште нешто што би можело да се даде во нормализирањето на нивото на мастите во крвта? Имаме повеќе можности со различни механизми на действување, лекови. Секогаш првиот чекор е статините кога делуваме на холестеролот. Кај триглицеридите има други лекови кои што се поефикасни. Најчесто велиме проблемот е холестеролот. Кај холестеролот секогаш почнуваме со статините. Механизмот на дејство е преку делување на ензимите во црниот дроб. Ако пациентот нема проблем со црниот дроб, значи тоа ни е првиот логичен чекор со кој што почнуваме. Во однос на несаканите ефекти, пациентите што се плашат, мора да им биде јасно дека клацкалката во однос на користа и можните несакани ефекти далеку натежнува од користа. Кои може да бидат несаканите ефекти? Најчесто тоа е чувство на болки во мускулите, чувство на малаксаност, замор, кој што се јавува кај 1% од пациентите и може да биде причина од дозата на лекот. Статините обично тоа го манифестираат после неколку месеци. Во тој случај со промена на статинот, со друг статин, може тој проблем да се реши. Значи тоа е најчестиот проблем. Треба да се провери функцијата на јетрата. После колку време е да кажеме на пациентите, пошто обично се оптеретени со тоа кога се проверат мастите. Кога ќе се почне со статинска терапија, треба да се причека 4 до 6 недели за да имаме полна манифестација на ефектот на лекот. Така да првата контрола логична би била за некои 2 месеци. Ако до тогаш не манифестира несакани ефекти, нема потреба да брза со проверка на нивото на мастите. Ја би ве прашал уште малку во однос на оние несакани ефекти, бидејќи кога ќе се просурфа на интернет, излегуваат некои информации кои што се однесуваат на тоа дека статините може да доведат до ненадена појава на дијабетески постари лица, потоа дека лековите за холестерол може да доведат до нарушување на меморијата, заборавеност, па дури деменција, и статините предизвикуваат катаракта. Има ли вистина во сето ова? Вака, тоа беше интересно, негде 2008 година беше кога бомбастично во Америка имаше во медиумите, вика статините ги прават жените помалку паметни. Не ќе да го потребам зборот глупи. Буквално. Со таков настап во медиумите. Бидејќи холестеролот викат влијае на меморијата и на размислувањето. Тоа звучи толку страшно и доведе до проблем да голем број од пациентите ја прекинаа терапијата. Меѓутоа, сите студии што се спроведени до сега не го потврдија тоа. После толку години, бројни студии, повторно заклучокот и препораките официјални се да, земете ги статините, затоа што влијанието на меморијата е незначително, незначајна. И ако евентуално се јави таков проблем,
по прекинот на статинот проблемот се решава. Значи толку е Во ретка. однос на катарактата Во однос и диабетесот? на диабетот. Во однос на диабетот статистиките се дека статините може да доведат кај 0,1% од пациентите до појава на диабет. Значи збориме за 0,1%. А од друга страна збориме дека ако тој пациент не биде заштитен со статин, шансата во наредните 5 години повторно да добие инфаркт, реков, од петорица двајца ќе добијат инфаркт. Сега математиките се многу едноставни. Тука збориме за вредности од 1 на повеќе од 1000, дека може, а тука велиме двајца од петорица. Значи, огромна е разлика измеѓу користа и можната штета. А друго, анализите покажаа дека тие пациенти кои што добиле диабет, ако последица од статинска терапија, тие имале и некој друг постоечки проблем. Значи треба да си носат и некоја предиспозиција за тоа да се случи. Значи не било само статинот. Така. Така да официјалните ставови се статинот е многу корисен лек и треба да се даде таму кај што е потребен, нормално. Што нема потреба не даваме лекови. Така, двајца гледачи очекуваме да се вклучат во програма. Јас ќе ги замолам само да бидат што пократки со прашањата за да има време да добијат одговор. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Добар ден. Дали сум јас на линија? Да, ве слушаме во програма, сте повелете. Еве, сакам да го прашам доктору, јас имам 67 години Така. и многу поодамна взимам терапија за добриот колестерол, а триглицериди и лош колестерол, тоа што го викат, ми беше се во ред. Се во ред. Дали треба да ги пијам тие за добриот колестерол или не треба? Од имате некој почетокот ми вика потпрашање? шематично. Каква терапија само зимате? Кој лек го пиете, господи? Во моментот го забрави. Ропоидо. Како? Ропоидо. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторе. Значи, во принцип, лековите, статините, се лекови кои што покажаа ефикасно намалување на лошиот холестерол, а може да доведат до зголемување на добриот холестерол. Така да секогаш терапија кога даваме Господјо, целта ни е да го намалиме лошиот холестерол. А користа од лекот е да се зголеми корисниот холестерол за да се обезбеди поефикасна заштита на крвните садови. Значи за добар холестерол не треба да се пие терапија. Толку е покачен како во незиниот случај. Во незиниот случај она пие статин кој што, пак ќе ви кажам, доминантно делува да го намали лошиот холестерол. И поради тоа е качен, сакате да кажете? А уз тоа го качува и корисниот холестерол. Јасно. А во однос на тоа дали има потреба да го пиете лекот, господјо, во принцип, како едно возило што е во движење, кој ќе користиме кочница за да успориме или да го запреме, ако ја пуштиме кочницата, возилото ќе отиде надоле. Така да вие, ако го прекинете лекот, мастите ќе се качат. Освен ако ризик факторите се отстранети, причините кои што довеле до проблемот, па да речеме сега нема ризик, за да настане нешто ново, тогаш може да се прекине лекот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Ако може на докторот да резултат крвната слика да ја прочитам, дали ќе сакате? Тоа ќе биде Ќе дојдете во амбуланта. Во амбуланта за такво нешто, бидејќи има навистина многу податоци, а и ние имаме уште 4 минути до крајот на емисијата. Само да те прашам за холестеролот. Ајде, Имам може. 6,73. Тоа е вкупниот холестерол и е зголемен. Ево таков случај, што советувате кога пациент ќе дојде со 6,73? На која возраст сте, само можете да ни кажете? 70 години, а триглицеридите се 0,76. Така. Триглицеридите се супер, имате години кои што се ризик за кардиоваскуларни настани. Сега прашање е дали имате зголемен крвен притисок, дали имате некои други проблеми, дали пушите, дали имате зголемен шекер, врз основа на тоа ќе кажеме колка ви е ризикот и кои лекови треба да ги користите. Вака, докторе, гликозата ми е 6,8 и кај може да ве најдем и на приватно, дали може да дојдем кај вас? Ви благодарам за вклучувањето во програма, во амбуланта, во градската општа болница, 8 септември. За сите овие детални консултации треба да се појде во амбуланта за да се види, докторе, нели целосната слика на пациентот и да Господјата има и можете зголемен шекер, значи 6,8 тоа е веќе зголемен шекер.
возраст има како ризик фактор, ако има и некој друг ризик фактор, Значи, апсолутно неопходна е мора да контрола. пие лек за контрола на мастите. Би сакала да прашам во однос на статините. Некаде прочитав дека се препорачува да се примат во комбинација со коензим Q10. Го препорачувате ли тој и доколку го препорачувате, зошто тоа се практикува? Видете, тоа е коензим кој што учествува во метаболизмот на клетките. Има повеќе корисни ефекти, не само на метаболизмот на мастите, енергетските процеси во клетката, меѓутоа апсолутно не е нешто што по дефолт би требало да се комбинира со статините. Че коензим Q10 може да земаат и здрави луѓе. На која возраст препорачувате да почнат контролните прегледи, превентивни, на нивото на мастите во крвта? Ајде вака, американците стално ги спомнувам, пошто стално имаат најдобра статистика. Они препорачуваат да после 20-та година од животот би требало на 4 до 6 години да се прави контрола на мастите. 4 до 6. 4 до 6 години. Меѓутоа збориме кај здрави луѓе. Во моментот кога ќе се јави проблем, дали е тоа зголемен крвен притисок или кој ќе се диагностицираат високи масти, тогаш имаме промена на ситуацијата. Значи нема да чекаме 4 години до следната контрола на мастите. Тогаш за колку Значи време? збориме за скрининг. Месеци се тогаш во прашање? Јас ви кажав, ефикасноста на лекот е таја. Него му треба 4 до 6 недели за да има полн ефект. После тоа се прави контрола. Ако не сме ја постигнале целната вредност на намалување на мастите, ја менуваме дозата на лекот, ја зголемуваме. А велиме, повторно правиме контрола после 4-6 недели или 8 недели, така. Се доека не стигнеме до целната вредност. Кога ќе постигнеме целната вредност, после тоа може да контролираме дали некои нови случувања го пореметиле метаболизмот на мастите, затоа што меѓу време пациентот може да се јави кај пациентот друг здравствен проблем, например проблеми со тироидната жлезда. Така, ти речи се сите лица што имаат проблем со тироидната жлезда се соочуваат со благо покачени вредности Тоа на е така, мастите. затоа што тироидните хормони учествуваат во функцијата на сите други хормони во организмот и во метаболизмот буквално на се. На шеќерот, на мастите, така да тоа е еден хормон кој што е витално значаен за организмот. Стресот, ќе кажеме. Стресот го имаме сите, секојдневно, така? Стресот, преку хормоните на стрес, делуваат на мастите. Го зголемуваат нивото на лошиот холестерол. Сега, ајде, што да правиме? Значи, на некои работи може да влијаеме. Тоа што се вика наследство, не можеме да го смениме, што ни е фамилиарно во гените. Меѓутоа, се што е поврзано со начинот на живот, па и стресот, може да го на некој начин модифицираме и да бараме решение за да си ги проблемите намалиме. Им дозволувате на пациентите да се напијат чашка црвено вино? Се уште официјално став е на кардиолошките здруженија дека 1 доза до 2 дози на алкохол се корисни за кардиоваскуларниот систем. Сега има студии, се излегуваат нови, се дебатира повторно во светот дали е тоа така или не е така, меѓутоа досегашното искуство е тоа. Но збориме 1 до 2 дози на алкохол за мажите, 1 доза за жените. Зашто е тоа така? Ради метаболизмот, ради хормоните. Меѓутоа, се што е повеќе од тоа и што е регуларно, да речеме на дневна основа, е веќе штетно. Штетно за мастите, штетно и за многу други работи. Клучот е умереноста, очигледно. Апсолутно, умереност. Во се. Ви благодарам многу за гостувањето и за ова убаво појаснување на денешната тема. Ете, доколку не сме свесни дека го имаме проблемот, да правиме контролни прегледи, а доколку го имаме, да бидеме посериозни и да не се надеваме дека можеби ние нема да бидеме оние кои што ќе заболат од артериосклероза и кои што доведува, како што споменавте, до инфаркт на срцето или пак на мозокот, туку да се преземат навремени мерки. Така е. Благодарам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам на вниманието со кое што наследевте. До гледање.